неколку клучни работи што се интересни, се брзо и лесно воспоставување на деловен однос. Тоа е нешто што кај банките, осигурителните компании, останати финансиски институции е една од најболните теми, затоа што сите повеќето од овие компании веќе имаат некакви онлайн self-care портали, дали е тоа онлайн банкарство, дали е онлайн моје осигурување, дали е било што, меѓутоа моментот додека се дојде до тоа е нешто што кај малку од нив е решено. Тоа значи дека целосна дигитализација во голема мера не е завршена, кај голем број од компаниите се уште не е завршена. Има напредок огромен во воведување на вакви канали и воедно и прифаќање од крајните корисници на вакви канали, но една од клучните работи со која што и со нашите првични клиенти, партнери кои што се приклучаа на OneID беше клучен како новите корисници воопшто да овозможиме воопшто да не мора да дојдат физички. Го кажуваме позитивна, единствената добра и на секоја конференција на вистина погоден момент беше, иако е среќа во несреќа, короната, каде што на вистина немаше поинаков начин и на вистина се даде шанса на тимовите кои што се залагаат за дигитализација во сите компании да добијат приоритет и да добијат буџети, да имплементираат на вистина канали преку кои што во такви дворнеди услови ќе може да навистина компаниите да продолжат да функционираат. Значи во време на короната беше во суштина и бизнес continuity прашање поведување на ваквите канали. Навистина короната беше една од сите лоши работи, една позитивна работа беше навистина придонесот кон приоритизација соодветна на развојот на дигитални канали. Значи, брзо и лесно воспоставување на деловен однос е многу интересно и за сите, претпоставам, компании тука. Она што е интересно по области е навистина затоа што во финансискиот сектор се антиципира и веќе некои се воведуваат и се елиминира воопшто и пластиката како платежни инструмент во рамки на процесинг шемите, мастер виза, сите работат веќе на виртуелни дигитални кредитни картички, каде што воопшто корисникот нема потреба на физички контакт воопшто никаков да земе било што од банката за да може да добие услуги. Така да тоа е нешто, два технолошки момента кои што се случуваат водат кон тоа навистина да нема потреба од физички контакт со клиентите. Од корисничка страна исто така овој дел многу интересен затоа што едноставно од било каде, како што кажа Сузана, може да се заврши функцијата на отварање банкарска сметка или склучување договор за осигурителна полиса или за инстант кредит, воспоставување деловен однос од било каде. Кога ќе кажеме било каде, не мислам само на физичка локација, туку мислам и на главно она што често тие што работат на дигитализација знаат дека корисниците не се сите со компјутери, затоа што најчесто и девелопмент тимовите и тие што работат по големи корпорации се навикнати да поседуваат компјутери, да имаат од каде да обават одредени функции. Кажам од било каде, мислам и од било кој тип на уред. Она е што е важно со OneID се овозможи електронска идентификација и креирање на квалификуван потпис да се заврши целосно преку мобилен уред. Нешто што е главната придобивка, една од главните придобивки покрај тоа што и за добивање на OneID услугата, како што кажа, активирање нема потреба воопшто да дојдат некаде. Значи и користењето и добивањето, целиот процес е комплетно ремоут, односно корисникот од комфорот на својот дом може сето тоа да си го заврши.